Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Со години наназад се минува кодот на македонските граѓани. По таа телевизиска дебата Стево Пендаровски тоа го оцени како процес на внесување конфузија кај македонските граѓани. Ѓорги Иванов тоа го нарече како еден процес кој е нормален после распадот на СФР Југославија, кога треба наново да бидат проценети одредени работи и одредени настани. Тоа ќе биде тема на нашата вечерашна емисија. Вангел Божиновски и Мирослав Грчев се двата пола на тие процеси кои се случуваат изминатите 5 или 6 години во Република Македонија. Секоја нормална држава се движи по средината помеѓу тие два пола на тие процеси. Следствено на тоа, секоја држава влегува во одредена конфликтност кога еден од тие полови или еден од тие крајности на тие процеси станува официјална мантра во државата. Господине Божиновски, што денес се случува де факто во Македонија? Како вие денес би го дефинирале просечниот македонец? Ние се наоѓаме во еден од многу бројните препороди неопходни за еден народ кој подолго време нема своја држава со свое име. Мислите дека сега е препород во Македонија? Да. Што значи препород? Тоа значи еден нов елан кај народот кој повторно го освојува она што е негово, го истакнува и го надградува. Добро, ако е препород, зошто луѓето се иселуваат од Македонија? Зошто луѓето земаат бугарски пасоши? Ја гледате пусти места во Источна Македонија, пусти места во Западна Македонија. Се смета некаде дека во последните 7-8 години се повеќе од 200.000 луѓе иселени надвор од Македонија, ако не и повеќе. Значи, еден од главните елементи за излегувањето на македонците одовде е представата дека овде никогаш ништо нема да биде. Не мислите дека таа е една лажна надеж која свесно се вгризгува во македонскиот народ? Зошто во прашањето постои лажна надеж? Знаете, ја не гледам дека нешто посебно се менува на план на подобра живеачка. Луѓето заминуваат од Македонија. Знаете, одиме с ние у Софија, гледаме како таму мизерно коленича добијат бугарски пасош. Никој не добива и не бара бугарски пасош. Пазите, не бара американски, бара бугарски пасош. Ние ги знаеме сите тие, ајде да речеме пежоративни мавити како сме третирале Бугарија пред 15 години. Луѓето го бара тој пасош за да може да работат во Запад. Вие тука кажувате кој да станува збор за некоја, не знам, Велика Британија во време на најголемиот процут или Америка во време на најголемиот процут. Овде се живее мизерно, исто како што се живеело пред 8 години. Кога ќе влезете у веро со таа плата, купувате сега многу помалку производи него што сте купувале пред 8 години. Тоа е факт, од кој нема Добро, никој не вели дека тие факти сакаме да и јас сакам да ги прикажам. Значи тоа сакаме, не би сакал да јас го кажувам во моето размислување. Јас не велам дека јас лично имам кој знае какви примења и дека јас во однос на тоа на некој сличен кадар, архитект кој се наоѓа надвор, сигурно би живеел 10 пати подобро. Значи не го велам тоа. Јас велам дека кај нас започнува еден процес кој сум убеден дека ќе ги врати луѓето назад. Што се случува со Македонија? Македонија пропаѓа и паѓајки се дроби. Нивната Македонија е побројна од вашата Македонија. Сите избори тоа го покажуваат. Македонија е една, оваа наша татковина, меѓутоа внатре се дробат македонците, македонските граѓани, тука ги сметам сите. Ова е време на поделби кои што одговараат на некои најтемни историски периоди. Сте помислиле да почнете да го фалите Никола Груевски, не знам, вие, Мерсел Белјали, Гюнер Исмел, бидејќи ако почнете да го фалите, можеби ќе изгуби едни избори. Можеби тоа е моделот, не знам. Да знаев дека страната на која сум јас е осудена на пропаст заради тоа што сум јас со неа, веднаш ке
ќе земам пристапница во ДПМН. Мислам дека има и модел кој е успешен во тој, например, во тој правец. Ѓунер Исмел кога го прогласуваше Никола Груевски за личност на годината и го ставаше на насловна страна на Форум неделникот, тогаш Никола Груевски убедливо изгуби 2002 на изборите. Така да тој модел мислам дека е веќе тестиран и спаксиран и може да се примени, да почнете вие Мерсел Ѓунер, да го палите малце Груевски. Иако е убава анегдота, мислам дека ниту една тактика и стратегија за политичка борба која што подразбира вообичаени либерално-демократски услови за политички надправа, дека ниту една стратегија не може да помогне во некои сосем други услови кои што јас често ги нарекувам услови на тоталитаризам, авторитарни услови, власт во која што елементите на либералната демократија постојат само како маска, само како декорација. Кога 2006 година, неколку месеци после победата на Никола Груевски на парламентарните избори во Република Македонија, прв им дадов шанса во најгледаната политичка емисија во Центар на Аристотел Тентов и на академикот Бошевски да ги презентираат своите сознанија до кои има дојдено од преводот на содржината на тоа писмо кое е напишано на каменот од розетата, јас не ми предпоставував, почитувани гледачи, дека целиот овој процес кој подоцна е наречен антиквизација, а влече корени токму од тоа сознание, ќе добие вакви политички, историски и културолошки размери во рамки на Република Македонија. Сеќавате ли што правевте, да речеме април или 2006 година? Добро. Тоа е пред 8 години. Добро. Деца кои проводеле пред 8 години. Добро. Сега играат во Пионери на Вардар. Добро. Значи 8 години. Добро. Го слушаме ова. Добро. И го слушаме. Не верувам дека ние го слушаме ова. И го слушаме. 2006-та, Во јули ние тоа не сме во можеле јули да го слушаме. 2006 година станува премиер Никола Груевски. Добро. 2006 година во јули Италија станува светски првак. Никој Добро. не игра више фудбал тамо. Добро. Каневаро кој беше прогласен за фудбалер на годината е пензионер веќе неколку години. Добро. И ние повторно ќе биде подобро, ќе биде надеж. Но знаете, ја мислам дека тоа зборче ке е најмногу потребувано во Македонија во однос на сите тие 7-8 милиарди луѓе што живеат во светот. Не верувам. Мислам дека на многу места има ке. Што е разликата помеѓу Груевски и овие другите? Зошто јас често пати, дури можда и пречесто, го афирмирам Никола Груевски. Никола Груевски направи еден потез кој за нас, токму за оваа работа, е многу важен. Тој го кристализира минатото овде во главниот град. Добро, не ли ви пречи помалку Да? кога Скопје го нарекуваат Диснеленд? Не. Странските телевизиски екипи кои доаѓаат тука. Не. Не ли ви пречи помалку оние вицови кои ги прават со на ваши изјави дека македонската архитектура всушност влијае на формирање на барокот, односно дека барокот де факто потекнува од македонската архитектура? Јас не го велам тоа. Да, има изјава. Паоло Португези го. Не, тоа има ваша Слушај, изјава. Тоа вака ваша се. изјава која беше цитирана. Се слагам. Нали? Јас Што не праве отстапувам вицови, од него. бугарите праве вицови, значи не некои Значи, страна од Има- Велика Британија има или една Лондон. работа. Значи, Например, барок кај што Ако- 7 милиарди луѓе Да. велат дека барокот потекнува некаде помеѓу 1600 или до 750 година. Дека тоа го сметат како некој најкич правец во ајде да речеме архитектурата и уметноста. Верувајте Вие ми. давате таа ваша изјава Да. и прават вицови луѓето. Не ли ви пречи тоа? Не. Зашто не? Кој вели дека 1600? Па добро, са 7 милиарди Се луѓе, сменува. тоа го учат. Значи вака, тоа што го учат. А вие са и светот би го С- менјале. не би го менјале менјале. само Македонија, Не. туку и светот би го менјале. Господине Ерто, многу работи се менуваат во 21. век. И вие мислите Значи, дека баш вака. од вас ќе почне тоа? Некои работи ќе почнат и од мене. Што е чудно? Зарем е невозможно еден македонец да направи некоја промена? Возможно е. Она што надвор ни се смеат, не е тоа што тие ни се смеат. Туку е бедата на нашиот дух што произведува овде вицови и тие вицови после со истите зборови се враќаат од таму. Не е нивна измислица. Значи, ако ти мене ми се подсмеваш, и ако уште некој, кој ќе дојде уште еден странец, и тој ќе се подсмева. Добро, знаете, Тоа е освен- принципот. Женовски, ја немам најден учебник во Велика Британија, во Франција, во Америка. Па еве и во Русија, Да. кај што не се дефинира
дека бароко датира помеѓу 1600 година или до 750 година. Вие го враќате 20 века назад и велите барокот потекнува од Александар Македонски. И луѓето прават вицови со вас. Ако Како? јас види вака, Васко. Ама не Тие се вицови на мене. Вангел Божиновски архитект, велат Вангел Божиновски, близок до власта во Република Македонија. Така, и сите така викат, еве, доаѓа не е само еден, дошле многу новинари кај мене, кои во разговорот се однесувале поинаку. Меѓутоа, кога ќе отиде таму уредникот, тоа се го мени. Добро, како ние 20 века пред другите сме биле. Ако кај нека или до 600 година или 750, како кај нас некаде 4 век пред наша ера. Ако човек почне да се занимава, јас наскоро ќе извадам книга, може за месец или два, која ќе се вика Прилози кон историјата на македонската архитектура. Секаде постојат стереотипи. Зошто јас сета ова работа ја започнувам со образовниот систем? Например, во светот се смета дека Аристотел го кажал драг ми е Платон, а подрага вистината. И сите го зборуваат, и интелектуалците, ако сакат да се покажат паметни, велат, ќе почнат со таа реченица, па тера. Знаете ли дека е тоа лага? Знаете кој прв го напишал тоа? Теодор Гомперц. Ама тој не напишал драг ми е Платон, ама подрага вистината. Напишал драг ми е Сократ. После некое време, нашите многу почитувани учени и препаметни луѓе од Западот виделе дека не знаеле, оти Сократ умрел 20 години пред да се роди Аристотел. Па брзо напишале да не остане тоа, па го ставиле Платон внатре. Тоа се случува на многу нивоа. И се случуваат промени. Значи 5 години, 6 години опозицијата, сега многу помалку меѓутоа некаде до ланската година фокусот на своите напади ги имаше Скопје 2014. Скопје 2014, Скопје 2014 и така натаму. Сега на трето место е Министерката за култура Канчевска во првата изборна единица. Значи власта, тој го покажат веројатно нивните анкети, не само што не го смета Скопје 2014 како хендикеп, туку го смета како своја предност и ја става на второ место Елизабета Канчевска. Тоа е веќе многу една промена на ситуацијата, бидејќи да истата Елизабета Канчевска на листите 2011 година не беше. Тогаш значи се сметаше дека е истрошена поради Скопје 2014. Сега имаме нова ситуација. Ве разочарува ли тоа? Не сум сигурен дека пласманот на министерката во нивните листи и внатрепартиски рейтинзи е во толкава зависност од тоа колку ние успешно го критикуваме Скопје 2014. Знаете, кај анкетомани како што е Груевски, ако немате рейтинг, може да сте му брат, не сте на листата. Очигледно дека има рейтинг Канчевска и затоа е вратена и е ставена на трето место на листата. Веројатно, меѓутоа, тука се работи за натрепартиски рейтинг листи кои што немаат директна врска со јавноста или со стварноста каква што ние сите други ја доживуваме. Мене ми се чини дека ќе испадне дека Андре Жерновски во наводници е најголема инвестиција на Груевски. Сите вие се заканувавте со француски клучеви, испадна дека Жерновски не учел во осмолетка француски и не разбира француски клучеви, помеѓу француски клучеви и овој папагал клучеви, тоа одбра папагалка клучеви. Ги направи оние згради во папагал стил, без малку го умртвија, без малку го нема никаде и на некој начин Скопје 2014 капитулацијата беше подпишена од страна на Жерновски. Знаете што, Жерновски не може да се суди според новообичаени норми, каде што броите денови од мандат и броите што тој функционер или државен, градоначелник, што направил во тие денови. Не мислам дека нешто направил или не направил. Ја само кажам дека се обезличи, го снема целата таа општина, целата таа општина е помножена со нула од страна на еден репресивен режим. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, после рекламите се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Слушнете ја ова секвенца од интервјуто со Паско Кузман, кој се сметаше како еден од татковците на македонскиот процес на антиквизација. Таа секвенца кажува доволно, или да бидам брутално искрен, таа секвенца кажува безмалку све што треба да се знае за да може да бидат дефинирани тие процеси во Република Македонија. И многу ми навела дека сте биле подобар пишувач на поеми за Тито од Владимир Назор. И дека најубавата поема за Тито е напишал Паско Кузман за Јосип Брос Тито некаде есента 81 година. Да, по смртта на Тито сите напишаа, познати писатели од Анте Поповски до Славе Ѓоргодимовски и Паско имаше една таква песна во спизалите објавена, колку пати во слободата Тито се содржи. Па јас ништо не кријам, па тоа е објавено. Господине Паско, имате многу ба мене, например, солзи на очи ми доаѓаат кога читам ова поема. Со таква љубов вие пишувате за Јосип Брос Тито, што мислам дека за родено дете човек не може да напише толку. Ке бидете ли љубезен пред гледачите наши, барем последните 3 речења на таа поема да ја прочитате, ако не ви е тешко. Не се сеќавам јасно дали, ако треба, зашто дете, тоа е моја песна. Колку пати во слободата Тито се содржи, толку пати посилно неговото име зрачи нашето име. И кого повеќе го сакате, Александар Македонски или Тито? Па, како историски личности, двајцата се големи. Александар Македонски е досега незаменлива историска личност и таа и понатака низ вековите ќе биде инспирација не само за историската наука, туку и за сите за сите што се занимава со творештво, со историја, со литература. Ко се би биле во JNA, предпоставувам, на левата рака би го истетовирале Јосип Брос Тито, на десната рака Александар Македонски и би напишале одоздолу успомени од JNA. Значи Паско Кузман, кој е денес татко на македонската антиквизација, кој не вели дека сме најстара нација на Балканот. Со таков жар не говори за Александар Македонски, всушност со исти, ако не и поголем жар не зборел за Јосип Брос Тито. И јас се плашам, господине Паско, антиквизацијата да не ни заврши кој што заврши Титова Југославија, распарчена како една голема шарена лага, која денес се лажи македонскиот. Прво антиквизацијата измисливте вие. Ја немам врска со антиквизација. Ние не велевме за Александар Македонски, вие дојдовте велевте Александар Македонски. Сте збореле по странски дипломати. Ама да ви кажам, тоа нема врска со антиквизација. Сте кажувале вици за копијата на Александар Македонски. Нема никаква врска со поимот антиквизација. Антиквизација го измислите вие. Добро, а и поемата ли измисливме ние за Тито што сте пишували? Поемата јас не ја кријам, ево ја. Којлите, колку пати зборот Тито е содржан во името Слобода? А тоа е така. Тито тоа сме ние. Точно така беше. И сега вие по 20 години, точно сте биле малаци, имале 40 години, сте биле во една Тито треба уште да узре за да биде нешто како Александар Македонски, ако така мисли. И кога да ви веруваме? Треба да узре, време треба дистанца да фалите Тито или го фалите Александар Македонски? Ама јас можем да фалам и да не фалам, тоа е моја работа. Денес СДСМ целосно се откажа од својата идеологија, безмалку се обезличи, дозволи одредени перучени стратези да им наметнат стојалиште дека прва асоциација на комунизмот, илустрацијата е голиот ток. Всушност СДСМ како да се срами од своето минато, воопшто не го спомнува своето минато. Воопшто денес никој од СДСМ не говори дека комунистите формира македонска држава, дека во време на комунистите возобновена македонската православна црква, дека во време на комунистите кодифициран македонскиот јазик или во време на комунистите е формирана Македонската академија на науките и уметностите, односно во време на комунистите се удрени темелите на современата македонска држава. Се дека СДСМ не се врати кон тие своји корени, се дека СДСМ биде вака идеолошки обезличен, тогаш нема шанси да го порази ВМРО да помане. Добро, не мислите дека на овој начин правите злостор кон македонската сегашност, кон овие генерации кои ги клюкате со такви. Јас мислам дека злосторот го правиш ти во моментов што со такви зборови ми се обраќаш мене.
Не, само цитирам. Ништо не цитираш. Не, Значи, например, јас мислам дека само ако кликнете на интернет, вели вака. Не, вели ајде. вака. Барок е период во уметноста, книжевноста, во музиката, која настанува после Ренесансата, се развива во рококо и трае до појавата на класицизмот во втората половина на 17-тиот век. Значи, одиме па натаму. Барокот е културно-уметнички правец кој владее во Европа помеѓу 1600 или до 750 година. Настанува во Италија и подоцна се расширува во цела Европа и по незините колонии. Знаете, човек во Италија, во Сиена го учи ова. Добро. Човек во Њујорк го учи ова. Добро. Човек во Москва го учи ова. Да. И сега Вангел Божиноси од Скопје ќе рече не, ова што вие го учите врска нема. То ве лажат. Вашите образовни системи врска немаат. То ништо не чини. Елате тука кај нас у Македонија. Да видите, ние ќе ви кажеме дека тоа настанало 23 века порано. И нема да прават вици со вас? Не. Ќе прават. Не, види, јас не велам дека вицовите не се дел од животната комуникација. Постојат многу вицови на мое име. Особено има многу вицови на тема колку се македонците глупи и никакви. Но, тоа ќе се промени. За македонците не сум слушал дека има такви вицови. Добро. Може има Е, за сега други вака. народи, може има за други народи на Балканот, но за македонците Види, не сум ако ти слушал. не си слушнал, тоа не значи дека тоа не е вистина. Она што го кажувам не е наивно. Знаете кој се подсмева и се смее? Тој што поима нема. Добро, зашто Тој, имате? Зашто? јас, например, истата оваа теза во Македонија, за Македонија, да ја кажеше некое име, мислите дека некој ќе се подсмеваше? Не. Добро, Знаете сме зошто? денес- Затоа што тој се зашто вика имате- Филип Џонсон или се вика Зашто Норман имате- Фостер. Зашто Тука е имате, разликата. зашто имате таа потреба да прете на таква лакировка на нашето минато, на нашата историја? Од каде таа Кој потреба? Значи, Знаете, не дозволувам лакировка. Знаете, Што значи ефтов лакировка? Значи, ова знаете како помалку Врз основа на кои аргументи Знаете, вие како новинар Господине Божиновски, користите лакировка? Како ова ми личи? Ова ми личи Дали како- знаете како вие некој- како- кој е дел од како- историјата кој вас ви е доволно познат за да употребите таков Ова пежоративен ми израз? личи како некој фоторобот кој се прави на оние убави жени во женски часописи. Па не знам, ќе се земи устата што ја знам на Хилари Свонг, или ќе се земи устата што ја знам на Џулија Робертс, па ќе се земи задникот на Ким Кардашјан или не знам на Џенифер Лопес и после ќе испадне некој фоторобот како треба да изгледа таа убава жена или Кој вели некоја тоа? шведска па тоа Васко се Ефтов прави. ли вели тоа? Не, тоа сите. Ако вели Васко знаете, Ефтов тоа, знаете, тогаш не е ние ниво можеме на да се- кое јас треба да одговарам. Ние Кој можеме- вели тоа? Ние можеме да се лажуваме, знаете, и Ма да кој велиме вели дека дека се ние залажуваме? 2 милиони или милион и пол македонци веруваме во една работа. А 8 милиарди луѓе веруваат во некоја друга работа. Не знам дали е така. Тоа на некој начин Не знам дали е по мене еден Васко Ефтов, опшесен значи, аутизам кој влага, кој може да биде многу опасен дека за оваа не сте држава. подготвен за интервјуто. Севак, за да докажам дека ова го кажам. Значи, ова е нешто што е, како ти кажам, кафански муавет. Не велам јас тоа. Значи, она што ти го нарекуваш како лакировка, тоа, јас цитирам научници од Атина, кога станува збор за тоа дали Атина има право на македонското културно наследство. Но јас ги цитирам оние научници пред да застане политиката зад нив. Можете слободно да слушните, имаме емисија се вика Историски вистини со цитати и бројна страница каде кој грчки научник го напишал ова јас истото што го зборува. Натаму, треба да сватите дека голем дел од американската наука се согласува со ставовите што ние ги изнесуваме. Најинтересното во сето оваа работа во светот, меѓу професионалците, меѓу археолозите. Дали сте чуле за доктор Катрин Команж? Доктор Катрин Команж вели дека европската култура започнала во Македонија. Не велам јас тоа. Значи, треба како новинар многу посериозно да ги сватите луѓето кои еве случајно не се наоѓаат на факултет. Еве случајно не им била основна тема да се занимаваат со тоа. Внимавајте, ние во нашата професија сме многу сериозни. Добро, вие Ако сме сериозни, тогаш сме сериозни и во се сметате како еден од татковците на антиквизацијата во Македонија? Да. И јас не знам што е тоа антиквизација. Еми како не знаете, се сметате како еден од татковците на Ама антиквизацијата? антиквизација е збор кој нема врска со ова ние што го правиме. Ефтов,
влегувате во шема на просечен новинар. Не, Тоа е ужасно. Значи, аз ја прашувам, Значи, дали вие се антиквизација сметате нема татко врска со на Македонија. македонската антиквизација, вие викате да, се Да, сметам. заради И тоа јас што кој ја знам што прашувам, друго. зашто се сметате, викате, влагате во шемата на просечен новинар. Така, И како зашто? ви може да се Многу сметате просто. татко за антиквизацијата, Многу просто. а јас кој ја поставам тоа прашање, влагам во шемата на просечен новинар. Еве ќе го објаснам и тоа. Значи, станува збор за следно. Она што ние го правиме, не може да се нарече така, меѓутоа секојдневноста, стереотипијата го има именувано така. Затоа, јас сакам веднаш да кажам, без оглед на тоа што е тоа пежоративен израз, дека јас сум дел од тоа. Меѓутоа, поимот е неточен. Па еве ви честитам ако сте дел од тоа. Благодарам. А зашто сте дел од тоа? Еве, заради тоа што тоа е вистина. Која е вистина? Таа е вистина. Која е вистина? Вистината е се. Значи, досега, она што сум го кажал, не е без да се цитира дека и некој друг тоа го кажал. Ништо не е измислено. Се постои. Погледнете ги археолошките локалитети во Македонија, погледнете ги артефактите во музеите и вие ќе видите дека ние овде ништо не измислуваме. Ние само не сакаме да влеземе во шемата која досега ни беше поставена. На шведска маса. Се овде е шведска маса некоја, која трае некои 30 века, и сега од таа шведска маса се зимате све што ќе сакате и што ќе ви се допадне. Не знам, ви се допаѓа малце бајдера, па се зимате бајдера. Може. Ви се доаѓа малку свинско печено, па се зимате малку свинско печено. Немам ништо против. И тоа после правите на таква смеса и врз база на таа смеса градите дух на една држава, на еден народ, на една нација. Или е тоа помалку злосторно? Вака. Значи јас немам сегашните, немам ништо против. Немам ништо против вам да ви изгледа така. Јас ви се воодушевувам на храброста дека вие во име на изминатите генерации наново ја пишувате македонската историја. А кој ја напишал пред тоа историјата? Па не знам. Кој да Затоа напишал? што не знаете, треба да слушате, а не да квалификувате. Поставил траги, не знам, Приличев, поставил траги Миладиновци, поставиле траги, не знам, Кирил и Методи, оставил Климент и така натаму. И се вие сметате дека вие ко Вангел Божиновски сите тие траги треба да ги трнете настрана и да речете не, образованието е никакво, Македонија има робски менталитет, ништо не чини. Јас, Вангел Божиновски, во македонското радио ќе пишам новата историја. Тоа вака. Тоа е преголема храброст, да не речам некој друг збор. Се е тоа убаво што ми го кажувате, меѓутоа за тоа нема аргументи. Тоа што се менува историјата е неопходно бидејќи целата историја е наопаку превртена и нема врска со Македонија. Замислете една историја во која вас ви велат. Вие дојдовте во 6 век и не бевте писмени додека ние не ви го испративме Кирил и Методи да ви дадат писмо. Ма археологијата не се согласува со тоа. Па никаква трага не е најдена. Кој вели? Па археолозите велат. Не велат. Па пред пола година правев емисија. Велат нема трага и тоа го објаснува дека можеби е мучурли во земјиштето, дека можеби исчезнали одредени траги. Нема траги од доаѓање на македонци у 5 и у 6 век. Тука нема траги, значи ние имаме празен простор од неколку века. И оние емисии кои ги праве на македонската телевизија, вие гледате дека некаде после Персеј, тамо до Самуил, имат луѓето со што да го пополнат просторот. Значи нема со што да го пополнат просторот. Не е така. Значи, не знам со кој археолог сте разговарале, не знам кој музеј сте го посетиле, но она што јас сакам да го направам, а и некои други што сакаат да го направат е следното. Сите тие настани и личности да се средат во еден уреден мозаик, а не да бидат трчи настан. Значи, целата работа е да се покаже континуитетот. Она што јас сакам да го покажам е дека нема дојденци, дека ние сме староседелци и никогаш не сме го напуштили овој простор. Зошто Груевски влезе во еден така интензивен процес на декодизација на македонскиот идентитет и на македонската нација? Зошто воопшто одбра да влезе во еден таков процес? Не сум сигурен дека таа моќна инверзна промена на системите на вредности и уништувањето на се што е фундаментално македонско, култура, културни базични референци, фундаменти
идентификационите репери. Културолошка. Самото чувство на тоа кои сме, што сме, од кај потекнуваме. Значи, не сум сигурен дека таа моќна, негативна револуција, која што режимот на Груевски ја изведе, дека таа е направена од почеток плански, умислено. Мислам дека тие немаат ни интелектуални, ни идеолошки такви потенцијали. Меѓутоа, факт е дека ја изведо. Нели сметате дека овие тешки зборови апсолутно ја одмогнуваат на опозицијата? Вие како да се такмичите, како се надпреварувате, кој повеќе тешки зборови ќе каже? Фашизам, диктатор, авторитарно владење. Па кој, кој ќе гласа за една партија кој е противникот со такви квалификативи го означува? Па тоа значи е мокен, силен, репресивен. Па вие сами велите, знаете, ние сме слаби и немокни да се спротиставиме, гледате, тој е авторитарен, диктатор, силен, може да ви степели да ви направи нешто. Па кој нормален човек тогаш би гласал? Би гласал за вас. Мислам дека моделот е промашен. Знаете, овде се покажува дека овакви, ајде да речем, беневолентни типови како Андре Жерновски може да добијат повеќе гласови него некои радикални политичари типот на Јани Макрадули. На исти избори во општина Центар. Лани Макрадули губи, Жерновски добива. Знаете, може би тешките зборови ја убиваат опозицијата. Не сум сигурен. Мислам дека зборовите не можат да ја променат стварноста. Значи, дали Груевски диктатор, дали ја фалсификува историјата, не зависи од тоа дали јас ќе кажам дека е диктатор или ќе настапувам со некаков двоен морал пред собствените гласачи, ќе зборувам за поубавата иднина, ќе ја сликам со убави бои на виножитото, за да Јас ви кажам друго, знаете, од тие 450 или 480.000 луѓе кои гласат за него, барем 100.000 не се луѓе кои сечат вени за Никола Груевски. Барем 100.000 луѓе се кршат пред изборите за кога ќе гласат. Јас мислам дека таму нема проблем со кршење. Се извинувам, но во моментот кога ќе оддаат гласот за него и кога ќе слушнат некој кој вели тој е диктатор, фашист, ваков, онаков, никаков, тогаш тие тој и лично го доживуваат. Тогаш вие и нив ги навредувате наместо да ги освоите дека го дават гласот за фашист. Мислам дека ви е многу погрешна стратегијата. Па гледате, тоа е дискутабилна приказна и за убава дискусија. Јас би посветил многу повеќе време, меѓутоа еве да се обидам уште еднаш на куса да ви одговорам. Лично мислам дека е точно во тоа едно неверојатно недоразбирање еден од клучевите на оваа наша општествена трагедија. Јас сметам дека тие 100.000 луѓе не се неопределени. Ги нарекувате 100.000, нели? Кои што прилика нека бидат луѓе кои не се од 100, нека бидат 150, не е важно колку се. Може би се 100, може би се 200. Јас не ги сметам за неопределени. Јас ги сметам за уценети, уплашени или директно купени. Значи, што имам јас нив да им зборувам? Мислите вие од тоа каква ќе биде реториката на опозицијата зависи кај тие луѓе кои што се екзистенцијално или уплашени, или под уцена, или се ставени во улога на морални негативци пред самите себе си затоа што примиле подкуп. Ниту една од тие категории не може со убав збор на политичкото поле да се убеди. Добро, како некој како некој уметник, да речеме, кој смета дека не треба да се гласа, некој пејач, некој интелектуалец, некој високо образован човек, на кој му е мрско, на кој му е мачно да излезе на избори, вие со вакви збори ќе го беите да дојде да гласа за вас. Нема шанси. Нема шанси. Знаете, луѓето би сакале да се дел од некои промени, но не би сакале да платат прескапа цена за своето учество во тие промени. Ако вие зборите бојкот, диктатор, агресија, фашизам, па вие луѓето ги спремате за војна, не за избори. Ако луѓето треба да одат во војна, тогаш нема да одат во војна, ќе се дома.
И затоа не можете да стигнете до 400 кусури или гласови колку што е потребно за порази Груевски. Мантрата мора да ја смените. Тоа е дискутабилно, знаете. Да бидете со убава реторика во услови кога власта оди од врата на врата, се заканува или корумпира, што значи тоа? Да бидете слеп или да ги сметате своите потенцијални гласачи за слепи и за глупи? Пред да го отвориме тој процес или тоа прашање на антиквизацијата и да го дефинираме во оваа емисија, слушнете на кратка секвенца од интервјуто со Владо Глигоров кој е снимена некаде пред 5 години на тема како се распадна комунизмот. Навистина ова влада, технократска, дојде на чело на Република Македонија со цел, задача да ги решава економските проблеми. Ние се пикнавме толку длабоко во минатото што не знам како и ќе излеземе од целата таа работа. Македонија ја има таа фрустрација, не знае како да излезе од таа фрустрација и постојано се вртиме во некој магисен круг. Па тоа е се вториот поред кога станува збор за ова едно е редефиницијата на новата македонска историја со овој антикомунизам, тоа е многу лошо. Второ е ова со редефиниција или наново пишување на историја на македонскиот народ генерално, сега со врзување за Александар Македонски, за Филип и слично. Тоа ми се чине исто така дел на исти модел, да се практично за некои привремени и многу приземни политички цели редефинира нешто многу сериозно, како што е идентитетот на една нација. Тоа е голем проблем. Може ли да вреди таа теза дека всушност Берлинскиот зид во Македонија паѓа денес? Тај антикомунизам кој сега се јавува во Македонија е политички инструментализиран, бидејќи проблемот кој го има ВМРО е тај што Комунистичката партија учини многу фактички за тоа да стане Македонија независна. И тој факт со овај антикомунистичка пропаганда сакаат да го намалат из чисто политички разлози, заради тоа да се намале евентуален уплив на социјалдемократската партија. Тоа немам апсолутно никакви сериозни историски причини или некоја сериозна интелектуална потпора. Сега е веќе јасно, почитувани гледачи, дека тој процес на антиквизација зрееше како срцевина на тој процес на зголемување на гласачката основа и гласачката база на ВМРО-ДПМН, некаде од 304.000 2006 година до 450-480.000 гласови колку што своја ВМРО последните 3 изборни циклуси. Ако тоа не го направише Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, те и понатаму постојано ќе губеа од СДСМ. Да, во целиот тој процес на антиквизација имаше перење пари, имаше одредена ВМРО-вска стара идеологија, меѓутоа во основа станува збор за проширување на гласачката база и гласачката основа на ВМРО-ДПМН. Или ако треба со една реченица да се дефинира целиот тој процес, тоа би значило заменување на процесот на титовизација во Република Македонија со процес на антиквизација. Гледате што случуваше на 20 години од прославата на ВМРО-ДПМН. Сите беа оснивачи, ги извадија сите дека се оснивачи, само Лјупчо Георгиевски не беше оснивач. И ако за еден таков факт, како има современици, како има луѓе кои биле свидетели на тие процеси и вие влагате во една таква лакировка на историјата, тога се поставува клучно прашањето. Значи повторна лакировка не постои таква лакировка. Ако ви смета тој збор лакировка, мене ми смета заради тоа што или прилагодување на историјата на дневно-политички потреби и на потребите на одредени политички потреби. Никакви дневно-политички потреби не го предизвикаа процесот на откривање на историјата. Она што ние го правевме не беше подкрепено од никој и беше одсудено од сите. Сите политички партии не се согласуваа со она што ние го започнавме 93-4 година. Никој не сметаше дека ова што го правиме и во тоа време сите мислеа како тебе. Но сега веќе не е така. Значи ние не сме понудиле, дека е направена нова кодификација на македонската нација, на македонската нема никаква нова кодификација. Само се открива вистината.
Ништо повеќе нас не интересира. А вие сте, Јас би сакал... Значи, вие сте чувар на вистината. Значи, вие го имате Апсолутно. клучот. Значи, вие го имате клучот од вистината. Вака, значи... Значи, ако вас ве снимање, нема да имаме шанса да влеземе во вистината. Не е точно. Треба да се свати следно. Во времето, навистина беше мала групата. Но денес, верувајте, не познавам град и село во Македонија и луѓе оттаму кои оваа работа сериозно не ја разгледуваат, не ја учат со ентузијазам и не ја голтаат со задоволство заради тоа што е вистина. Ако тргнеме од бројките на изборите, Да? веројатно треба да се согласам со вас. Бидејќи знаете во изминатите 8 години, бидејќи јас тоа не го дефинирам временски од 94-та, сметам дека многу повеќе од 2006-2007 година. Да. 8 генерации замина од сцената, 8 генерации дојдоа на сцената, меѓутоа е тотално кодифицирана наново и гласачката маса, и гласачкото тело, и гласачкото јадро, и тоа во некоја бројка од 450 до 480 илјади луѓе дава, да речеме, потврда на ова што вие го зборите. Добро. Тоа не мора да значи дека е вистина, но имаме една целосна нанова кодификација на една јавност, општествена свест во Република Македонија. Јас се плашам. Јас се плашам дали за неколку години не може дојде еден крах на една таква енергија која е вбризгана во народот. Нема Бидејќи шанси, ако заради градите тоа што народ на една таква премиса, Васка. тогаш многу лесно може да ви се случи тоа што се случи со СДСМ, со анкетите на рейтинг. Лажни анкети, лажна надеж и крах на избори. Ова Нема ли не е вас да ви се политика. случи тоа исто? Не. Ова не е политика. Прво треба да се свати дека ова ние што го говориме беше дел од животот и сваќањето на македонскиот ентитет и историја пред 1924 година. Значи, во тоа време, голем дел од илинденците, или оние дејци кои ги знаеме, себе си се сметаа како дел од генерациите кои го наследиле големото царство на Александар. Значи, тоа треба да се свати. Зашто Илинден не е под знамето на Кутлиш кренат? Еве, на пример, ако илинденците се сметале како наследници на Александар Македонски. Заради тоа што И множество тогаш куќи имало некои од Велика куќи во тоа. Британија Вака. и други од Америка Ама, кои им пречеле да Ува. го кренат илинденското Не. остание по знамето на Вергина и на Кутлиш? Не. Не. Не се чувствувале Има- така, веројатно. Не е така. Значи, треба да појдете со камерите, се уште постои, се вика маза во Прилеп. И да ги видите портите на кои некада 50 сантиметри го има сонцето од Кутлиш. Потоа да посетите безброј цркви каде што по фреските постои сонцето на Кутлиш. Треба да се посетат многу артефакти во Македонија кои Сонцето го е носат, универзален, сонцето ама е не ова универзален символ, знаете. Сонцето од Кутлиш веќе најте во хотели во Рим. Така е. Значи кога најте во хотели, но тоа не значи дека тие се сметале наследници. Не. Тие го имале Меѓутоа, почит. Пито Гули, кој загинува, не удира знамето на Кутлиш до себе. Да, ама каре во интервју. Кога маршират, Кога кога Карев во маршират четите, интервју. знаете, Добро, тоа е не маршират види, под тоа- знамето на Кутлиш. Тоа не е клучен аргумент. Мислам дека Вие го отворивте тоа прашање, затоа ви подстарст реплицирам. аргумент е след. Карев во интервју за Атински весник на прашање на новинар дали се смета за наследник на Филип и Александар, одговара со да. Значи, само едно. Второ, знаете ли кое е, еве да кажеме, тајното име со кое што прави преписки Гоце Делчев? Како се нарекува себе си, нели, партизанско, да речеме име. Ахил. Значи, има многу такви работи кои укажуваат на ова јас што го кажувам, а исто така постојат и други записи во минатото и пред 19. век дека македонците секогаш се сметале за следбеници на таа голема држава. Тука даме еден пример кој постојано го кажам. Црвена звезда беше европски шампион во фудбал. Вардар има 3 пати победено од Црвена звезда, Добро. а Слога Југа Магнат го има еднаш победено Вардар. Добро. По некоја таква инерција, тоа значи дека Слога Југо Магнат бил европски шампион во фудбал, бидејќи го победила Вардар, а Вардар е победил Звезда, Звезда бил европски шампион. Добро. Ете, ова исто личи на ова што вие го Не зборите. знам, мене тоа воопшто не ми Можеме личи да на најдеме тоа. на 3 порти, на Ако- 2 порти, партизанското Не, на име 2 на порти, Гоце, секаде може да кажал, не знам, Никола Карев, се извинувам. Да. Ние збориме за еден правец, за едно движење, а тоа го нема тамо. Колку да ми е мене тешко,
колку да ја сакам исто ко вас да најдам траги за тоа не го гледаме кај линденците. Напротив, не знам дали го гледаме напротив, и не знам дали сте го истражувале тој дека процес. Не треба да се поистоветуваат и линденските чети со тие процеси. Не знам. Значи, не сметам дека таа работа вие сте истражили доволно, а и мене не ми било тоа генерална тема на истражување, бидејќи јас низ архитектура работите ги гледам. Ако некој гледач би ве слушал сега во најмала рака, треба 2 пати диазепам по 5 милиграми и да заспи некој после вакви тешки квалификации. Ја мислам дека не така и промашувате, мислам. Груевски во основа не е политичар. Груевски е менаџер кој смета дека во своји раце треба да има секогаш 51% од акционерскиот капитал. Кој менаџер е така научен да функционира по вертикала. Албанците ќе имат малцински пакет акции и соодветно на тој малцински пакет акции ќе добиват одредено учество во колачот, во тендерите, во правата и разни други бенефиции, што нели им следува од база на тоа малцинско акционерство. Меѓутоа он е менаџер и така функционира, дека него нема идеологија, дека него нема политика, а секој менаџер во основа благо, ајде да речеме диктаторски, да употребам ваша филозофија, функционира. И он тоа го прави. Имате право. Изведете ги заклучоците од оваа наша метафора. Скоро да е точна. Пренесете ја логиката на менаџер и собственик, председател на управен одбор со 51% на собственост и ќе го добиете во општествено-политички аспекти, ќе го добиете точно тој државен капитализам, односно фашизам. Затоа тој бара 62 мандати. Кога една партија, контролниот пакет му треба кога една партија смета дека ја поседува во 51% сопствената држава и татковина и народ, значи и живите души, дека и се 51% сопственост, таму нема демократија, нема избори, нема анкета. Тоа е фашизам. Знаете ли која е добрата вест за вас? И него има една лекција која се не можеш да го победиш на слободизма. Има една лекција која се учи во прва година на економски факултет. Тоа се вели или се вика таа лекција Колберова грешка. Колбер е еден од министрите за финансии во време на династија на Лоевите. И он сметал дека една држава може да се управува како едно предпријатие. Изгрешил. Затоа тоа се нарекува Колберова грешка. Значи, после одреден временски период, секој модел, кога една држава се управува како едно предпријатие, пропаѓа. Знаете што е тука проблемот? Тоа ќе се случи и со Македонија. Да, знаете што е тука проблемот? Вие имате иста ситуација кој не знам со Коби Брајан или оној Леброн Джеймс. Вие не можете нив да ги спуштите под 30 коша. Но може да ги натерате наместо со 20 шута, тие 30 коша да ги дадат со 30 шута, да ги трошите и побрзо да заминат од политичката сцена. Вие не успевате нови човек тоа да му го правите. Тука е проблемот. Па гледате, јас се бавам мојата борба против режимот е борба на мисла и пишан збор. Јас не сум, како да речем тоа, активен партиски функционер или активиста. Сте еден од основачите, председавач на Советот. Значи, на СДСМ. Јас сум председател на Советот кој треба да размислува, на совеста на партијата, да дава совети, да ги анализира идеолошки и од стратешки аспект ситуациите. Меѓутоа, Советот нема го водиме интервјуто, Советот нема никаква влијание и никакво учество во работата на телата на партијата и на партијата. Добро, ви пречи ли што СДСМ помалку бега од својата идеологија, од својата историја? Гледате како во дупка, како во шише да ве напика. Вие не спомнувате дека 44-та левицата е направила држава. Вие не спомнувате, че кога се срамите, кога се плашите да кажете дека црквата е возобновена во време на левицата кога е на власт. Дека Мано е направено во време кога е левицата. И вие се плашите да речете комунистите. Па еве ќе речем комунистите. Значи во време на комунистите, гледате, они ги рехабилитира Тодор Александров, Ванчо Михајлов. Македонија е комунистичка. Во време на СДСМ на споменик на Тито не беше направен. Да, Македонија е комунистичка и антифашистичка рожба. Таа е генетски левичарска. Затоа што
она што ќе ви се случи во периодот на зачнувањето, преднаталниот период и раното детство, де факто ве обликува за цел живот. Така е во живиот свет. Груевски тоа го знае. Советниците на Груевски тоа го знаат. Тие го знаат друга мантра. Од аспект не да бираат мантра, тие се генетски антикомунисти, односно тој екстремен, десничарски, идеолошки антикомунизам е фашизам. Фашизмот во историјата на 20. век се појавува како екстремно оружје на либералната демократија, на капитализмот, против большевизмот, Или што против би рекол комунизмот. Хавел, од комунистите се положи само антикомунистите. Не така? Тачно. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Останете со нас, погледнете ги рекламите, а подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време, кога веќе ќе се знае кој ќе биде новиот претседател на Република Македонија и кога веќе ќе се знаат резултатите на парламентарните избори. Се гледаме во вторник, идната недела.